Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на Аргумент Плюс, прво за оваа работна недела, понеделнички се разбира. Денеска отстапуваме простор за една интересна појава или тренд, би рекла, тоа е трговијата. Со нас вечерва е претседателката на Асоциацијата за трговија, Нина Ангеловска Станков. Добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Да, добро вечер и добар недов и благодарам што одвојувате една цела емисија за оваа значајна тема. Некаде на 4 на почетокот на месецот се одржа 8-та конференција за трговија. Вие кога застанавте на сцената пред навистина голем број присутни, бидејќи регионот, нели имавте гости од регионот, рековте дека околу 900 без малку 1000 гости, рековте ова е сцената на која јас се чувствувам како дома. Дали мислевте на трговијата при тоа? Па добро, тоа го изјавив после конференцијата, зашто генерално конференцијата, како што кажавте вие, ова е 8 издание во организацијата на Асоциацијата за електронска трговија, која што имам задоволство и одговорност да водам како претседател уште од основањето и да бидам еден од основачите практично. И дефинитивно и асоциацијата, и трговијата, и сцената на конференција се места каде што се чувствувам како дома. Но оваа година на наше задоволство беше дефинитивно најголемото издание. Ние често велиме дека си поставуваме стандарди секоја година повисоки, да воведеме нешто ново и дека се надпреварува тимот сам со себе од претходната година, па така секоја година успеваме да ги достигнеме и надминеме очекувањата, наречиси 90% од учесниците. Еве сега оваа година, како што најавти, беше најголемо издание, 900 учесници, испративме евалуација како и секоја година, го очекуваме фидбекот за да видиме какво е нивното задоволство од овогодинешната програма. Конференцијата се организира 8 пат, меѓутоа секоја година, како што кажав, има нови работи, така оваа година за прв пат понудивме две сцени, значи покрај главната сцена на која што ви благодарам што бевте како медиум, нели, да ја проследите конференцијата, имавме паралелна сцена на која што имаше така наречени hands-on сесии, значи помали во поинтимна публика, се разговараше на одредени релевантни теми, биле актуелни, учесниците можеа практично да изберат, односно тежок избор има, бидејќи на главната сцена беа атрактивни темите, да видат каде ќе учествуваат. Од друга страна имаме секоја година огромен експодел, благодарение на нашите партнери и поддржувачи успеваме стварно да испорачаме, значи едно поинакво место каде што луѓето дента таму ќе уживаат, ќе имаат прилика за нетворкинг, имаме мобилна апликација преку која што може да се поврзат, да се информираат, ќе уживаат во целата таа енергија, ќе уживаат во програмата, бидејќи секоја година носиме навистина актуелни теми, но и говорници од топ глобални компании. Годинава такви беа Dolce Gabbana, TikTok, Booking, значи оваа година Platinum Sponsor не беше виза, но имаме значи бројни експерти и професионалци од дома и од регионот, бидејќи сакаме да покажеме во програмата дека покрај тоа што учиме од интернационалните компании и не инспирираат, така треба да видиме и кои се трендовите и искуствата од дома и од регионот за да се покаже дека нештото може да се направи. И тука да не речат, нели, дека само носиме некои недостижни трендови од развиени земји, а дека тука не може да се имплементираат. Затоа секогаш правиме баланс во програмата. Оваа година беше во фокус на програмата вештачката интелигенција. Секоја година конференцијата има така наречена тема која што ја одбираме со тимот, брейнстормираме. И така оваа година темата гласеше Fast on the Future, односно да ја забрзаме иднината, а иднината е со трговија. И оттаму и велиме дека е време да ги заврзаме појасите и да забрзаме кон иднината која што несомнено е со трговија, а вештачката интелигенција е во фокус затоа што нема забрзување и растање на трговијата без примена на имплементација на технологиите на вештачката интелигенција. Па како го зборувате се за вештачка интелигенција и кога гледаме ние кај сме на тој план, мислам навистина е во зародиш, да речеме, примената на алатките што ги нуди, нели, вештачката интелигенција, но како велат за секој артикал има и купувач, веројатно и младите генерации, помладите генерации, што велите е неопходно да се имплементира. Каде се наоѓа Македонија на мапата на трговијата? Вие правите и анализа секоја година, направивте и за оваа година на годишно ниво анализата, што говорат трендовите за трговијата кај нас? Да, еве јас ја донесов еден примерок од анализата, значи ова е наше 7-мо издание, секоја година ги собираме достапните податоци, спроведуваме секундарни податоци, меѓутоа спроведуваме и анкети, некои години на купувачи, некои години на компании, за да ги собираме сите релевантни податоци, потоа ги анализираме со цел да продуцираме еден сеопфатен извештај за да дадеме од една страна слика за каде е состојбата со трговијата, каков е прогресот
и кои се, да кажем, препораките или предизвиците каде што е потребно да се делува. Така овие извештаи служат и на бизнес секторот да се информира и да носи информирани бизнес одлуки, меѓутоа и на владите може да им служат и исто така на интернационалните и домашни развојни агенции за да креираат таргетирани програми. Сега 5 години поред овој извештај го продуциравме и издававме на македонски јазик и беше за Северна Македонија, односно за Македонија во споредба со европските земји, бидејќи не можеме да знаеме каде сме ако не се споредиме, нели? Апсолутно, да. И така од претходната година за прв пат го проширивме фокусот и ги вклучивме сите западен, односно земјите од Западен Балкан, секако во споредба со европските, и ова е практично второ издание исто така за Западен Балкан, објавено на англиски јазик. Меѓутоа е во по, да кажем, скратена форма, но сепак ги осликува сите состојби, бидејќи знаеме дека во денешно време форматот на less is more, дека сите не сакаат да читаат долги репорти, а сакаат да се информираат. И така и анализата оваа година, мислам и оваа година и претходни ја промовирав на конференцијата за e-трговија и сега имам прилика со вас да разговарам, нели, на темата. Така, што велат податоците? Дадов една добра, да кажем, увертира пред да кажеме за податоците, за да чисто знаеме што е тоа што го работиме и што значат овие извештаи всушност. Значи, оваа година анализираме, секоја година анализираме како стои на страната на побарувачката, на страната на понудата. Анализираме, извештајот има 6 глави, меѓутоа јас ќе споделам некои од податоците од поважните, чисто за гледачите да добијат слика. Значи, ако зборуваме колку е процентот населението купува онлайн, тоа се мери преку податоците на Евростат и тоа се мери онлайн купувачи како процент од интернет корисници. Што се однесува до интернет користење, може да кажеме дека е прилично задоволително, добро. Во Западен Балкан Македонија е најдобра од земјите кога се работи за користење на интернет. И што се однесува на дневно користење на интернет, сите земји користат, така да зборуваме сега колку од интернет корисниците прават онлайн нарачки. Има позитивно е што има навистина забрзан раст, дури двоцифрен растот кај повеќе од земјите од Западен Балкан. Македонија конкретно бележи раст од 18% поени во 2024 споредено со 2023. Тоа прави моменталната ситуација да е дека 63% од интернет корисниците прават онлайн нарачки. Чисто за споредба, повеќе од половина, така. Да, но чисто за споредба, зашто викам секогаш треба да се споредиме, бидејќи треба да видиме како е во развиените европски земји и кој е во просекот. Сите земји од Западен Балкан се под просекот на Европската Унија, кој што е 76%. Значи, од регионот од Западен Балкан, Србија најнапред со 65%, потоа Македонија и на крајот во Европа се практично останатите земји од Западен Балкан со некаде 50 и 40% од интернет корисниците како онлайн купувачи. Сега потоа ние покрај тоа колку купуваат онлайн, анализираме да видиме што прават кога се онлайн, бидејќи ако веќе се поврзани велиме и го користат интернетот, а не купуваат толку многу онлайн колку европјаните, векаме да видиме зашто го користат интернетот, за да видиме кои се тие однесувања кои што ќе ни укажат зошто е пониско купувањето онлайн. И тука гледаме што се активностите кои ги прават на интернет. Најчесто македонците, па како и соседите, најчесто го користат интернетот за телефонирање, видеоповици, испраќање пораки и за социјални медиуми, тоа над европскиот просек. Тоа е така веќе неколку години го познати сме по тоа, да. Причливи сме многу. Да. Сега кога се однесува за ние попродуктивните активности на интернет, како што е банкарство, како што е праќање на имејл пораки, како што е пребарување на податоци, информации за производи онлайн, бидејќи за да купите онлайн, нели треба прво да пребарате за некој производ, да добиете информации, па потоа да го купите онлайн. Сите овие активности, како и активности како колку се користи интернет за да отворите акаунт или профил на некои платформи, значи треба да отворите профил на платформа, да речеме, за да купувате онлайн, сите тие активности се под европскиот просек, односно се користат помалку. Дали мислите дека недовербата во онлайн купувањето и општо недовербата во институциите си го зема својот данок, условно речено, и за е-трговијата, бидејќи е-трговијата кај нас повака се проби, да кажем, во време на ковидот, нели стана како неопходност, како нужност практично. Дали сметате дека и натаму сега е трговијата од одредени луѓе, одредени групи луѓе се користи како нужност или како можност повеќе да не морам да излегувам па да си порачам онлайн?
Па добро, нашиот пазар се уште не е созран на тоа ниво за да ние секојдневие онлайн купувањето. И овие бројки кои што ги кажав јас 63%, тоа е значи корисници кои што нарачале барем еднаш во една година. Според методологијата на Евростат има 12 месеци направиле нарачки или по 3 месеци. Значи не се работи се уште за дека онлайн купувањето е станато навика. Меѓутоа, вие ги спомнавте тука и институциите сега. Овие бројки кои што јас ги споделував се сепак за онлайн купување на производи и услуги. Меѓутоа, во извештајот ние практично анализираме, има една глава посветена на колку се користат владини услуги онлайн, затоа што тоа пак говори за дигиталната зрелост на населението, односно колку користат владини услуги онлайн, колку вадат документи онлайн, колку користат интернетот за да стапат во комуникација со институции. И во сите овие параметри, сите земји од Западен Балкан, не само Македонија, се ниско рангирани, што значи дека имаме уште многу работа на патот кон модерно е-владење, транспарентна владини и governance, така наречено, нели, онлайн управување, но тоа нема толку врска, да кажам, има врска секако за дигиталната зрелост со претходниве податоци кои што зборував за колку се купува онлайн. Тука секако дека трговијата е комплексен систем и сите треба да го дадат својот придонес, меѓутоа тука кај корисниците многу им игра улога понудата. Многу игра улога компаниите, бидејќи тие се тие кои го едуцираат пазарот и кои ја менуваат состојбата. Дали можеме да кажеме дека во Македонија има добро организирани компании за онлайн тргување? Може да кажеме дека има, тоа што е добро е тоа што влегуваат интернационални играчи на нашиот пазар. Еве, например... Ама има, предпоставувам, и компании кои што не се држат до нормите, нели, на е-тргувањето. Да, па често можеби граѓаните се излажани или пратен ви е друг, нели, артикал наместо оно што сте го виделе на слика, па потоа им звоните и ги барате, не можете да ги најдете. И тоа е честа појава, да. Тука веќе има ли механизми и алатка така? Знам дека е друга тема, меѓутоа тоа сакаат граѓаните да го слушнат. Тука веќе завлегуваме во друга тема која што е многу важна и која што всушност е еден од главните предизвици на регистрираните е-трговци, а тоа е сивата економија во е-трговија. Значи зборуваме за ако корисниците, тоа не значи ова што го споменавте дека не е можно сценарио кај некој регистриран кој што не обрнува внимание или кој што можеби има проблеми купувачот да ја врати пратката која што ја зел. Меѓутоа тука си има механизми како доколку не го остварува купувачот правото кај трговецот, каде следно да се пожали во случајот со фискалната сметка ако има представка оди во државниот пазарен инспекторат во овој случај кој што го споменавте. Меѓутоа сега ако разговараме за нерегистрирани ентитети, тука е многу важно и јас го викам тоа одговорно онлайн купување, самите купувачи да знаат од каде купуваат и што купуваат, и тоа најчесто се случува на социјалните медиуми каде што нарачките се прават преку пораки на Facebook страници или на Instagram. Не значи дека и регистрираните не се промовираат на Instagram и дека може да не ги нудат своите производи на реклами за продажба или на социјалните медиуми, меѓутоа купувачите е важно да стекнат во еден ваков пазар, во една ваква, да речем, гужва од различни продавачи. Купувачите е важно да стекнуваат веќе вештини како да ги препознаваат нерегистрираните од регистрираните и како да знаат што е тоа што треба да го добијат, за да потоа, ако купувачот не им го враќа производот или не им го заменува, да знаат кои им се механизмите понатаму. Затоа и ние во асоциацијата за трговија значено работевме. Механизмите и правата, да речеме, нели, каде да се пожалат, рековте вие дека инспекторатот за трговија дека е надлежен, нели, за ова, меѓутоа дали располагате со информации дали и колку има представки на годишно ниво? Државниот пазарен инспекторат објавува податоци за колку представки има, она што ние го правиме, мислам дека сега да не карикирам со бројки, мислам дека не се толку многу колку што е сивата економија и колку што има земено замав. Бидејќи тука зборуваме за еден комплексен феномен каде што и производот кој што се продава не само што се го продава нерегистрирана компанија која не платила даноци и знак прашање е како ги внесла тие производи ако се од надвор, најчесто се од надвор кој ги продава, дали се и останатите давачки платени, па после се измамени купувачи, значи тоа е еден феномен на кој што треба да работат сите засегнати страни со силна координација. И ние како асоциација имавме иницијативи во делот на сива економија во трговија, а во делот на измамени граѓани, во делот на доверба и во делот на едукација на граѓаните како да препознаваат. Исто така спроведовме неколку иницијативи, а една, еве, за граѓаните сега да знаат, една од нив е регистарот на е-трговци. Значи го објавивме првиот онлайн единствен регистар на сите е-трговци во земјава. Може да
одат кај нас на e-commerce сајтот, ќе го најдат одма на насловната страна регистар и тука може да ги излистаат буквално сите регистрирани продавници во Македонија. Тој регистар е во соработка со 5 банки, бидејќи за да продавате и наплаќате онлайн мора да се регистрирате, односно да имплементирате платежен систем преку една од 5 банки кои што го нудат тоа. Значи, регистарот е едно нешто кој стои на располагање. Друго нешто е беџот за верификуван трговец, значи тоа е така наречено trust mark, односно е ознака која што може да ја најдат на сајтовите на проверените продавници кои што поминале одреден процес на проверка, на сертификација и кои што потоа го добиваат беџот дека ги исполниле сите услови кои што се барани. И со тоа може да веруваат дека значи има политика на враќање, има проверено дали ги почитува одредените и законски минимални барања, меѓутоа и дополнителни барања кои што ние сметаме дека се потребни. И со тоа друг механизам е беџот за верификуван трговец, каде што се околу 100 трговци верифицирани до сега. Околу 100 рековте. Да, пазарниот ние имаме и објавено за секој на кои све институции се надлежни за кои работи. Меѓутоа државниот пазарен инспекторат е една, но доколку купувачот нема фискална сметка, нарачал преку социјални медиуми, му стигне некој производ кој што не е тоа што го видел на сликата или тоа што сметал дека ќе го добие. И потоа ако нема фискална сметка, не го знае ниту доставувачот, нема нити официјални податоци од компанијата, нема со што да се жали во пазарен инспекторат. Мислам и да оди поднесува преставка, потоа нема механизам ако нема фискална сметка или онлайн фактура или онлайн потврда која што ја добил од продавачот на мејл. Така да еве тоа се механизмите на личните податоци, бидејќи во едно вакво море што рековте 100 компании регистрирани и уште не знам колку еве што велите или индивидуални продавачи, нели тие што спаѓаат во делот на сивата економија, како граѓаните да се заштитат и да ги заштитат своите лични податоци, бидејќи со нив некој можеби оперира и ги употребува понатаму, еве како што слушаме, има примери преку Народниот правобранител, дека преку нив се земаат и овие брзи кредити и се нешто се прави. Се злоупотребува, затоа викам кои механизми ги има и дали располагаме со механизми за заштита на личните податоци во тој дел. Тука најголем механизам е едукацијата или кривање на дигиталната писменост на населението, затоа споменав и дека е ниска дигиталната зрелост, затоа што ние ако погледнеме некои од индикаторите кои што ги разгледувавме во смисла на тоа еве колку бришат акаунти или профили од платформи. Значи во Западен Балкан тој индикатор всушност говори за колку е писменоста дигитална и загриженоста за приватноста на податоците. Ова точно што прашувате. И тука Македонија и сите земји од Западен Балкан се многу ниско рангирани, тоа значи дека нашата популација, односно интернет корисници, не се на тоа ниво на свест за да имаат загриженост за приватноста на податоците. Тоа покажува дека не бришат воопшто профили, тука покажува и за подготвеноста на продукти како дигитален идентитет и така натаму. Значи, генерално механизми кои што им стојат на граѓаните како се измамени за податоци, нели тука се пријавува во МВР во одделот за сајбер криминал, да. Меѓутоа граѓаните сами треба да внимаваат каде ги внесуваат и кои све податоци ги внесуваат на платформи, со цел пред се сами да се заштитат, значи, за да не дојдат до сега во делот на лична одговорност, така што јас ке ставам нели од моите податоци. Еве на пример сега да бидеме по-нели практични, прагматични и поразговорни за гледачите. Нели имаше пред година-две, не се сеќавам точно кога, некоја си од една авиокомпанија имаше измама дека платате 2 евра ќе добиете авиобилет. И се бараа податоците од картичката да ги оставите. И ги оставиле не знам колку стотици македонци, пошто банките после апелираа, праќаа пораки за да спречат понатамошно оставање на податоци. Тие податоци всушност беа предмет на злоупотреба, значи ако тука секогаш препораката ми е да не верувате во предобри сделки или да работите кои што се ќе користам повеќе англицизми too good to be true. Така. Значи дали е реално некој да ви даде дали е реално некој да ви даде за 2 евра авиобилет да патувате. И значи треба да се друга работа треба да гледаат дали вебсајтот е проверен, SSL протокол има се и алатки да проверуваат и да проверуваат и колку се веродостојни веб страница, меѓутоа првиот чекор е вака дека не се оставаат секаде податоци и дека да не се верува на предобри сделки.
што се однесува кај измамата конкретно со картички, кај онлайн, кај социјалните медии, тука не е тоа предмет, бидејќи најчесто плаќаат во готово, односно нели не имаат опција да платат онлайн. Така. Дали располагате со информација колку пари, колку средства се вртат во е-трговијата, во овој бизнис? Одлично ви е прашањето, за тоа што оние податоци кои ние официјално ги имаме се од податоците кои ги објавува Народната банка, и тоа е колку е всушност колку се истргувале колку е вредноста на реализирани онлайн трансакции, но тоа не значи дека е вкупната вредност на е-трговија. Во првите 6 месеци е над 450 милиони евра вредноста на онлайн реализирани трансакции, како со домашни, така и со странски картички, кон домашни и кон странски трговци. Меѓутоа, cash on delivery, односно плаќањето на пратките во кога се приприемат е многу поголема. Според нашата минатогодишна... Што го плаќаме како кеш, да речеме, што не ги носат. Значи, овие податоци кои ги спомнав, околу 450, над 450 милиони евра, се всушност кога плаќате со картичка. Меѓутоа, онлайн купување, тоа е во потесна смисла. Ако нарачате онлайн и платите онлайн. Додека ако нарачате онлайн, а одберете дека ќе платите на врата, тогаш е трговија во поширока смисла на зборот. И тука, според минатогодишниот извештај, ние правевме анкета на сите компании од Западен Балкан и ги прашавме колку од плаќањата ви се со картичка, колку ви се cash on delivery. 72%, близу 73% од компаниите кажале дека доминантно плаќањата им се cash on delivery. Тоа значи дека cash on delivery е многу поголем удел има од плаќањата со картичка и дека всушност вредноста на вкупните трансакции е многу поголема. Друг показател за да мериме... Очекувате таа да е дупла или не би оперирале сега со бројка? Еве, ако 70% викаат дека им се плаќањата во кеш, веруваме дека е и повеќе од дупло. Друг показател се мери, значи, од вкупната малопродажба, колку процент зема онлайн продажбата. И тука близу 6% е процената во Македонија, колку е вредноста на онлайн трговијата во вкупната малопродажба. Така. Имаше најави од владава дека веднаш после изборите, помина изборите, дека ќе се даночат практично, досега беа по 22 евра ослободени од данок пратките, меѓутоа сега све ќе биде оданочено. Што мислите, дали ова ќе представува удар врз е-тргувањето или пак од друга страна ќе ја сузбие или една алатка за сузбивање на е-трговијата? Што мислите вие? Каде ќе направи повеќе штета, повеќе корист? Генерално, решението како таква ги следи ЕУ политиките, бидејќи во Европа е укинат тој праг од пред неколку години. Меѓутоа, Европа е на едно друго ниво на дигитална зрелост и сосема друго ниво на е-трговијата. И е таа одлука, да речем, повеќе начин за борба за друга алатка, не за сива економија, односно за заштита на домашната економија, но и за заштита од големите продавачи, како што се Тему, Шеин и останати, со цел повеќе се грижи Европа и за одржливоста и за колку сферова влегува во Европа. Друга страна, припремата на Европската Унија беше долгогодишна и се имплементира со така наречен Import One Stop Shop систем, што значи дека вие како купувач, ако нарачате нешто, а треба да платите ДДВ, царина, какви било давачки, вие го плаќате тоа кај купувачот, односно на платформата. На која платформа и да купувате? Ево кај нас сега, дали е тоа Амазон, дали се тоа кинески платформи како Тему и останати, без разлика. Значи, маркетплейсот, платформата ги прибира парите, односно ви кажува дека производот ви е 20 евра, треба да платите ДДВ толку, ако следи и царински и други давачки, и вие плаќате се на маркетплейсот, кој потоа си ги обавува врските кон државата на групно ниво, благодарение на овој имплементиран систем. Сега, во Македонија, доколку зборуваме, ако се усвои овој предлог закон, зборуваме за дали ние како асоциација изражуваме загриженост и повеќе не интересира какво е решението за имплементација на оваа предложена мерка. Значи, како ќе се наплатува, како ќе се администрира. Ако вие му кажете на купувачот дека бидејќи не сме слушнале дека е план да го собира маркетплейсот, затоа треба сериозна припрема, не сме дел од тој систем на ЕУ, што значи дека очигледно е планирано да го администрираат нашите оператори. Подготвеноста на поштите, царинската управа, мислам дека е на многу ниско ниво за да може да администрира толку голем број на пратки. Прашање и до сега тие пратки над 22 евра на кои што требаше да се плаќа ДДВ, како се
администрираат, бидејќи доколку купувачот добие нешто, нарача нешто е пластичен, пример од 5 евра. Го добиете и вас ви стигнува дека треба да одите да го извршите целата постапка, односно треба да го извршите увозот практично. И да се бавите со документација и администрација која што ја бараат институциите. Тоа вас како купувач во иднина прашање и како ќе истерате постапката за да го платите тоа ДДВ, и еве да речеме истерате и го платите, вас како купувач тоа во иднина може да ве обесхрабри да нарачувате од тие странски платформи. Треба дополнително време што ќе треба да го имате за да. Сега тоа што значи за купувачот, тоа значи дека му се од една страна скратени можностите за избор, а и трговијата, еден од бенефитите во книга што сме го учеле од пред 15 години е всушност широката понуда и поголем избор за купувачите, кој што го нуди па и за продавачите. Секако. Сега тоа значи практично, јас секогаш викам дека треба секогаш да видиме пошироката слика. Пошироката слика е дека овие платформи странски од каде нашите граѓани нарачуваат, конкретно го земам пример Тему, бидејќи сега се појави, направи навистина, има импресивен раст благодарение на агресивен маркетинг, меѓутоа на многу ниски цени и бесплатна достава. Ризикот е мал за купувачите, па сите се научија, ги ставаат картичките, се научија и онлайн да плаќаат. Што значи дека практично ваквите платформи ја вршат и улогата на едукација на нашиот пазар. Кој што, ако базата што ја зборував сега е 63% од интернет корисниците нарачале онлайн, ако следната година ни порасне многу и стигнеме до поширока база, тоа ќе значи поширока база и за домашниот пазар. Каде домашните трговци да ја пласираат својата понуда. Значи ќе имаат повеќе спремен пазар за да повеќе купува и од домашните трговци. Така што во овој стадиум каде што се наоѓаме, мислам дека е клучно да работиме на едукација и се што ни помага на полето на едукација, таа едукација е за онлайн купување, за дигитални вештини, за дигитални плаќања. Како асоциација дали планирате нешто такво? За обука на граѓаните, да речеме, како да се повешти во користењето на трговијата. Ние имаме бројни активности, секоја година ја димензионираме програмата благодарение на откако ќе направиме анализата, после седнуваме и ова не е всушност да кажем поидовна основа за годишната програма. Меѓутоа што сакам да споменам дека ние сме сепак асоциација на бизнис заедницата, односно на компаниите кои се бават со трговија, но и на сите кои што припаѓаат на екосистемот на трговија, а тие се многу пошироки од само продавачи. И нашата цел е секако да има што поподготвена дигитално население, да се што повеќе да растат дигиталните вештини, меѓутоа нашиот домен до сега повеќе се грижиме, односно повеќе сме давале обуки за да ги зголемиме дигиталните вештини на компаниите, бидејќи тука има да кажем гап или недостаток. Од друга страна за граѓаните ние со овие алатки кои ги објавуваме, како што е регистарот, како што е беџот, правиме кампања за креирање на свеста. Сега неодамно имавме кампања со спонзорирана од Виза за да ја кренеме до вербата. Значи правиме бројни иницијативи и ќе продолжиме секако да работиме на тоа поле, бидејќи треба да се работи на сите страни, како на понудата, така на побарувачката и со сите засегнати во процесот. Последните 5 минути од емисијава сакам да ги концентрираме или да ги искористиме за ваши искуства. Бевте неколку месеци во Кина. Рековте дека таму и овде дека не може трговијата да се развива без примена на вештачката интелигенција. Каде е Кина на овој план, иако може би геополитички, геостратешки не сме овако, меѓутоа на планот на технологијата верувам дека се светлосни години пред нас. Па добро, да, има многу што да се научи, и многу се понапред. И како Балкан, зборувам како регион, не само за Македонија. Да, имав прилика да бидам скоро 4 месеци годинава во Кина, прво 2 месеци, па сега уште 2 месеци. Инаку приликата за да отидеме, мојот сопруг беше на еден конгрес минатата година, па го поканија на една фелошип програма за роботска хирургија и аплицираше, прифатија заедно како фамилија, занесовме одлуката нормално, иако имаме мало дете во една година, па беше малце предизвик тајмингот, меѓутоа тој замена и после тоа јас заменав исто така за да го посетиме, но и за работа добив прилика јас во исто време да работам таму на развивање на партнерства и да видам навистина еден друг свет, како што кажавте. Мислам дека има многу што да се научам. Генерално колку сте подготвени да прибирате и да учите и колку можеме од тоа да примениме, бидејќи навистина многу различен екосистемот и како функционираат. Дигиталните плаќања се на едно друго ниво на развиеност. Например, таму не функционираат со многу апликации, има например една супер апликација
тоа дали е Widget или Alipay, каде што во неја правите се. Тоа е апликација за плаќање, тоа е апликација за превоз, за да купите, за да букирате нешто, значи буквално за се така наречени супер апликации. Имав прилика да видам како функционира и трговијата и е дефинитивно на едно друго ниво. Значи не сум видела толку развиен систем за e-трговија од аспект на густи fulfillment центри, меѓутоа уште повеќе од аспект на како е интегрирана вештачката интелигенција во сите процеси, во логистиката, и тоа точно за да ја изврши улогата за која постои, да подобри ефикасноста, да зголеми продуктивноста, да ја направи персонализацијата на едно друго ниво, значи да фигуративно се шегувам, ве врашуваат на кое ниво е персонализацијата. На тоа ниво да јас кога ќе отварам апликацијата, што патеме на кинески, ама се знаедов да функционирам, треба само да помислам што барам и мене ми излегува на апликацијата, значи до ниво на како да чита мисли. Се ајде така пластично да се изразам. Да, поентата на вештачката интелигенција во e-трговија е тоа што го кажав, оптимизација, зголемување на продуктивност, ефикасност, персонализација, а од друга страна e-трговијата и враќа на вештачката интелигенција засилува со податоците кои што ги ја храни со податоци вештачката интелигенција, за да таа учи и таа се унапредува. Така што јас се надавам дека ќе имаме прогрес на ова поле побрз, не како во e-трговијата, бидејќи јас ја следам e-трговијата и ја, да речем, го дишам пазарот веќе над 15 години, може и повеќе уште од запишувањето на економскиот факултет на e-бизнис, кога првпат се запознав со темата. Меѓутоа се надевам дека на полето на вештачка интелигенција ќе имаме побрз прогрес. За пофалба се еве некои реформи кои што беа најавени и иницијативи од Министерството за дигитална трансформација. Меѓутоа, според податоците во извештајот, подготвеноста на Македонија за вештачка интелигенција е на прилично ниско ниво. Зборувам за искористување на вештачката интелигенција во работата, односно за работа. И еве со една бројка ќе оставам која што не е толку светла, е дека само 1% од македонските компании користат алатки за вештачка интелигенција. Во Западен Балкан просекот исто е слаб, односно 2%, а од регионот земји како Косово, Албанија и Црна Гора користат 3-4%, значи нешто повеќе од нас. Значи, Тоа да не се чудиме зашто се тие понапред на патот на Европската Унија. Мислам, еве, не само поради вештачката интелигенција, ба кој би рекол дека една Црна Гора или Косово се понапред на тој план, но еве, велите податоците кажуваат. Па податоците кажуваат и ете на пример и Албанија е многу понапред во благодарение на реформите во e-governance, е многу понапред во овие индикатори кои што ги зборувавме за користење на владени услуги. Јас се надевам дека и ние ќе можеме да видиме побрз прогрес и во следните години во анализите да видиме како Македонија полека се придвижува барем кон средината на графиците. Така, нема да чекаме цела година за повторно да ни гостувате, секогаш има што да се збори на планот нели на e-трговијата. Рековте дека се уште сме некаде долу и како регион и како Македонија, но трендовите се позитивни, така се качуваме малку по малку, да. И тоа е добро. Да. Што не назадуваме или не сме статични, туку се движиме некако напред. Нина Ангеловска, благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс и што ги споделивте овие и искуствата од Кина и меѓутоа еве и нови информации на планот на e-трговијата. Ви благодарам и вас на гостувањето и веќе ќе започнеме наскоро со подготовки на 9-та конференција, па ве поканувам и следната година да не бидете гости. Така, ви благодарам и вам и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.